со оглед на се поголемото социолошко и општествено значење на медиумите и на информацијското општество, концепт кој што на нивото на Европската унија некаде од 60-тите години, дури и се касни со воведувањето на овој услов, кој што е еден услов и критериум кој што навистина општествата кои што имаат тенденција да се интегрираат во европското општество треба да го задоволуваат. Пред се однесува на вредностните критериуми околу организациите на медиумските системи, но во поширок концепт, од поширок аспект, ако го анализираме овој концепт, тоа подразбира регулирање на медиумските системи, етички стандарди, етаблирање на новинарското образование и ред други критериуми кои што овој поим ги опфаќа. Во главно можеме да го дефинираме како најширок поим регулирање и на етичката и на правната димензија на медиумите. U kontekstu generalnog pridruživanja ovih prostora Evropskoj uniji, osim nacionalnog usklađivanja svog medijskog zakonodavstva sa evropskim pravnim poretkom, nužno je da se visoka pozornost postavlja pred ono što jeste demokratska, medijska i uopšte politička kultura. To je jedan interaktivan odnos između medija, javnosti, društva i građana. S jedne strane, osim obezbeđivanja institucionalnih pretpostavki za slobodan i nesmetan rad medija, s druge strane to podrazumijeva ili traži visoke profesionalne kodifikovane standarde od same medijske industrije, visoka samoregulatorna etička načela koja će biti pretpostavka otvorenosti jedne dijaloške javne arene političkog sveukupnog kontakta i javnosti u vašoj državi. Добро. Вие сметате дека јавната дебата е пред се клучна за една медиумска култура? Apsolutno, znači otvoreni javni dijalog, transparentni dijalog svih učesnika jednog društva, sistema i dijelova podsistema jeste pretpostavka uvažavanja argumenata, specifičnosti i razlika u jednom društvu gdje se izbjegava pravo na medijski monopol, znači latentno ili skriveno pravo. U tom aspektu medijske kulture znači treba tražiti odličja jednog evropskog demokratskog poretka, zato Evropska komisija ne slučajno sugeriše za visoke standarde medijske kulture koji su obavezujuće za medijske djelatnike. Znači samoregulacija, poštovanje profesionalnosti, standarda jeste pretpostavka za jedan otvoreni dijalog u svakom društvu. Da li imamo javna debata? Ние имаме медиумски јавен, отворен простор, меѓутоа немаме јавна медиумска или преку медиумите дебата. И ако медиумите се оној диспозитив преку кој треба да се одвива тоа кај нас, тие се уште релативно или затворени, или во крајна линија релативно економски неодржливи, па не може да стигнат таму и ваму се да покријат што треба. И третата и најболната точка е што имаме партиска припадност или партиска определеност, предзнак, како и да го земеме, нели, во однос на некои медиуми кон одредени политички партии. Така што сума сумарум нам не е потребна дебата. Тоа е едно од началата на развојот на демократското општество. Во која мера и како ние ќе го развиваме, тоа е прашање на време. А времето не истекува, а на времето и на неговото истекување не потсетува Европска унија со последниот извештај.